На барањето на родителите за локација за спомено бележи започнати деца веќе 2 месеци решаваат и главно прашање е кој ќе биде инвеститор. Наместо иницијативата да биде на општината, тие дури ги дискриминираат загинатите деца, еве се ближи година од смртта на децата. А пак за алејата на ангелите што да кажам, ако родителите сами не се средуваат, ќе пропаѓаат во кал без контейнери и без осветлување. Па нормално. И од тоа спомено бележи треба да се кркне некој динар. Тендерче ова она, мендерче дрн. Ви очекувате да им е гајле за вашата трагедија? Не бе, они бизнис ке прават од вашата трагедија. Како што тераа политика од вашата трагедија. Сега ќе тераат бизнис. Како мислите вие тоа? Дека ние кога зборевме овдека, знаеш, имаше некои скептични родители, демек знаеш, аме мечка, ама инфо, ама не им веруваме баш. Сега верувате или не верувате? Дали е точно се што кажавме од март до сега? Се е точно. На крај од вашата трагедија ќе тераат и бизнис. Инаку чисто вака информативно, кога ќе праша некој зашто шо толку мечка ти околу Кочани и така натака. Прво е првичниот впечаток кој што го имавме таму на лице место, пошто ние тоевме меѓу првите екипи таму. Првиот тој впечаток, второ е впечатокот кој што го видевме во болницата, страшно, тоа не се забора. И трето, многу голем дел од мајките таму кои што беа нели најужалени нормално, ни кажува и ни покажува дека токму нивните деца кои што сега веќе беа загинати, биле наши верни гледачи. Да, меѓу другото имаме и познаници и другари. Затоа ќе збориме за Кочани нон-стоп, додека не се реши целата приказка до крај.